Судењето се одлучи за колку време ќе почне повторно ќе се врати? Закажано е на 21 во 10:30 час. Зошто не беше прифатливо за вас дека преводот на обвинителството да се раздвои постапката? Па не може да се раздвои затоа што самото обвинителство, обвинителниот акт што го има поднесено, представува еден синџир на поврзување од првиот, значи обвинет до последниот, каде што има првиот го поттикнал вториот, третиот. Тие надоле, тоа е еден синџир поврзан кај што не може да се раздвои. Законски не е дозволено. Господин Страчевски, што му е на Тони Трајковски во судница не беше кажано конкретно? Зошто не може да доаѓа на судење? Дали од нападот нешто или нешто друго е? Ова е од самото претепување на Тони, значи има последици по здравјето, има дијагноза од докторите што не би сакал да ја коментирам, не е благодарно. Меѓутоа препорачуваат мирување дека не може да учествува на судење 15 дена. Се договоривте ли со колегите од одбраната со кои став ќе настапите, бидејќи денеска немавме прилика да слушнеме во судница, во однос на предлогот на судијата да се читаат доказите, како што беше во случајот Монстров вчерашно прифатија? Па не сме разговарали испред. Вие останувате на вашиот став дека е неприфатливо за вас? Не реков дека е неприфатливо, кажав само дека има два начини. Добро, рековте лично дека сте за да се изведуваат. Па реков да, заради тоа што јас не знам постапката, имам само 2 часа увид. Меѓутоа прашање е колку поротниците се спремни од 21.000 страни веднаш да почнат со судење и да бидат во текст со постапката. Поставете го и тоа прашање така. Така, добро. И последно прашање, дали ако може господинот Трајковски повторно не добие покана, повторно нема да дојде на судење или доволно е ова известување што го доби? Ова известување е сега доволно затоа што е кажано на рочиште. Кога е вон рочиште мора да се достави покана согласно член 127 од законот. Савелево дошол без полиција, како што кажа во судницата. Што се смени од вчерашната наредба на судијата до денеска? Не се смени ништо. Јас и вчера ви кажав дека Тони нема добиено покана. Тони при редовното пријавување во судот вчера дојде со помош на неговиот брат, се пријави во судот, побара покана, не му беше доставена, затоа има соопштение до медиумите и испратено известувањето од Тони дека бил во судот и не му дале покана. Тони дојде сам, не бега од судење, меѓутоа здравствената состојба ја гледате дека не е добра на Тони. Не бегаме ни ние, сакаме да се одржи судењето, да се задоволи правдата и да победи вистината. Малце контрадикторно вчера велите не дошол поради тоа што немал покана, но кажавте дека можел, ако имал покана, дека можел да дојде. И сега велите сепак не можел да дојде и вчера и да имал покана заради неговата здравствена состојба. Малце е тоа. Не ве разбрав што е контрадикторно. Вчера рековте дека ако добил покана, Тони Трајковски ќе се јавил во судот, да. А не кажавте дека има влошена здравствена состојба. А велите денеска дека Тони секако ќе се јавеше заради тоа да нема пред медиумите и пред јавноста да не се прави дека ние како одбрана и како обвинети бегаме од постапката. Не бегаме заради тоа дојде денес Тони, гледате и сами во каква лоша здравствена состојба, меѓутоа сепак дојде. Дојде за да покаже дека не бега од судењето.